Неделно издание на вестите во 12:30. Добар ден. Еве ги настаните на денот. Сдруженијето Македонски егеи од Штип синоќа ја организираше 21-та егејска вечер. На традиционалната средба присуствуваа представници на македонците од Воден. Општина Виница како еден од приоритетните проекти за идната година ќе ја издвои зградбата на затворен пазар. Брегалничкиот регион го доби првиот лиценциран планинарски водич. Лиценцата на делчевчанецот Љупчо Чучуковски од Федерацијата на планинарски спортови ќе му биде врачена на 13 декември. Сдруженијето Македонски егеи од Штип синоќа ја организираше 21-та егејска вечер. На традиционалната средба присуствуваа представници на македонците од Воден. Меѓу нив и Атанас Декос, кој истакна дека ваквите средби се од големо значење за нив, бидејќи тоа им е единствена можност за дружење со нивните роднини и пријатели. Декос додаде дека за секојдневието на македонците во Грција нема подобрување и дека ништо не зависи од нив. Не поминувме ните арно, ама ните и лошо. Се што ги прават там големите и што ги прават во Европа, вие знаат. Ние ојме как сакат вие. За прашањето на македонците од егеот поопширно зборуваше председателот на Сојузот на Сдруженијата Македон Ташко Јованов, кој изрази надеж дека со влезот на Македонија во Европска унија ќе се обединат и протераните македонци. Европската унија и Обединетите нации и целиот свет не сакат да слушнат за тоа македонците протерани од егејскиот дел на Македонија. Тоа е така запечатано во Грција, кој што стварно викат дека живеат само Грци. Тоа е неистина што од самиот свет знаат целиот свет и големите лидери држави дека тој дел на егејскиот дел на Македонија е стварно македонски. Кога ќе се обедини цела Европа или цел свет, тога и Македонија ќе се обедини. Европа ние ако не примеме во Европската унија, ние ќе бидеме слободни, значи ќе имаме равноправност како со Грците, значи ќе немаме подебина. Тоа е ставот наш. Иако беше најавено, на синоќешната традиционална егејска вечер не присуствуваше градоначалникот на општина Пустец Едмун Темелко. Ординацијата на доктор Златко Стојменов од Штип синоќа одбележа 20 години постоење. Започнавме со тројца, а сега имаме 18 вработени и голем број на прегледи во регионот на Источна Македонија. По тој повод истакна доктор Златко Стојменов. Мислам дека сме и некој бренд за таа Источна Македонија, така да мислам дека ја вршиме онаа работа која треба. Се надеваме дека уиднина и ќе напредуваме понатаму, бидејќи без следење на трендовите на медицината никој не е ништо во медицината. Какви ви се плановите за иднина? Плановите се да ги следиме сите трендови и нови технологии кои доаѓаат и да се усовршуваме во диагностиката, да сме се подобри и попрецизни. Освен изградбата на нови канализациони мрежи, филтер станица и други делови од инфраструктурата, Општина Виница како еден од покрупните проекти кој го планира за идната година и она што им фали на виничани е изградба на затворен пазар. И веќе ние во нашата програма и 2016 година ќе биде година на изготвување на техничка документација и урбанизација на постоечкиот пазар, за да веќе во почетокот на 2017 се отпочне со изградбата на овој комплекс. И уште една работа, во тој комплекс предвидуваме да се изгради и културна сала според сите стандарди, каде што ќе можат овие културни манифестации во Виница, кои што се бројни, да најдат убаво место каде што можат да се одржуваат. Сепак приоритет ќе се даде на отпочнувањето на изградбата на затворениот пазар. Вкупната инвестиција ќе изнесува 50 милиони динари, а средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на општината, изјави за Канал Плюс телевизија градоначалникот на општина Виница Емил Дончев. Болеста брливост или вртичавост кај овците успешно се надминува со операција на главата, од каде се отстранува цистата со паразити. Оваа болест настанува со внесување на храна од пасиштата, преку која се внесуваат паразитите кои го напајаат мозокот на овцата. Штипската ветеринарна станица е единствена во регионот која прави хируршка интервенција и во 95% од случаевите овците се опоравуваат за 3 дена.
евидентно е дека овците се понашаат ненормално со оглед на тоа дека се удараат од тарабите и не може да ја најдат хранилката. Директно удира на центарот за вид, што значи ослепуваат и не може да се хранат. Економските штеди се евидентни, бидејќи истата угинува, а на сето тоа можеме да кажеме само дека интервенцијата која се врши е хирушка, што значи отстранување на цистата, односно вадење на сколексите, паразитите кои се во мозокот, и после 3 дена овцата е здрава, нормална и со сите витални функции. Собствениците кои имаат овци заболени од болеста брливост и нема да направат ваква интервенција, ветеринарите препорачуваат истата да ја угинат. Самата интервенција кошта 2500 денари, а бенефитот од тоа што ви останува жива и здрава и во понатамошна репродукција. Апел до сите сточари кои се појавуваат оваквите единки, во колку имаат интерес да ги зачуваат како домазлък, што би кажале ние понародно, може да си приуштат интервенција да треба истата единка да им остане во стадото, во колку не, можат да ја заколат и да јадат со назнака дека главата од ваквите единки не се јаде, бидејќи знаете тој паразит може да се внесе и во организмот на луѓето. Годишно Штипската ветеринарна станица прави од 50 до 70 операции на овци заболени од болеста брливост. По 9 месеци макотрапна работа и справување со предизвиците кои му ги постави Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, делчевчанецот Лјупчо Чучуковски се вброи меѓу 37-те останати регистрирани планинарски водичи при Федерацијата на планинарски спортови во Македонија, со што стана првиот лиценциран планинарски водич во Брегалничкиот регион. Со таа лиценца, значи, се запишувам во планинарството во Брегалничкиот регион како прв лиценциран планинарски водич од оваа категорија. За мене како планинарски водич представува, значи, поттик да продолжам понатаму, а исто така тоа е многу битно за нашата општина, па и за целиот Брегалнички регион, бидејќи ќе имаме лиценциран водич кој што ќе може да ги води, значи, планинарите и влюбениците во природата. Лиценците за планинарски водичи ќе ни бидат свечено доделени на денот на планината, односно тоа е на 13 декември. Освен ова, Делчевскиот председател на планинарското спортско друштво Голако Делчево има уште една причина да слави. Неговиот син, кој воедно и најмлад планинар, член на планинарското спортско друштво Голак, Давид Чучуковски, доби стипендија во висина од 4200 денари, стипендија која што ја доделува Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. Давид Чучуковски оваа стипендија ја обезбеди најмногу со неговите искачувања на повеќе планинарски врвови, меѓу кои еден од највисоките врвови во поранешна Југославија, врвот Триглав. Најтежок врв ми беше Триглав, но јас сум се качувал на многу планини, како например што се Кораб, Баба, Солонска глава, Суговските планини и многу други. Инаку, освен ова, планинарското спортско друштво Голако Делчево во наредниот период продолжува со учество на планинарски маршеви широм државата. Афганистанските талибани синоќа објавија аудио порака од нивниот челник Мула Актер Мохамад Мансур за да ги демантираат информациите дека починал откако бил ранет во престрелка на состанок со други талибански команданти во Пакистан. Нема вистина во информациите дека сум бил ранет или загинал во кучлака. Насигурно сум и меѓу своите пријатели, вели мажот за кој се тврди дека е Мансур во 17-минутната аудио снимка објавена околу полнок по пакистанско време. Слуховите за мојата смрт или ранување се дел од непријателската пропаганда, додава гласот. Овој потек на радикалното исламистичко движење Талибан следи по информациите кои се повикуваа на талибански извори дека Мула Мансур бил ранет во средата во Пакистан и оти во петокот им подлегнал на повредите, што неколку пати го демантираше талибанскиот портпарол Забиулах Муџахид. Во петокот тој изјави дека движењето ќе објави аудио снимка за да докаже дека нивниот водач е жив и ги демантираше извештаите за неговата смрт. Автентичноста на снимката се уште не е потврдена од независни извори. Русија ја обвини Америка за прикривање на шверцот на нафта на ИСИС преку Турција, кога американските државни представници тврдат дека не знаат прикријат такви дела.
се вели во соопштението на Руското министерство за одбрана. Во соопштението на Министерството се бара од САД да ги погледнат снимките од беспилотните летала над нафтените зони и турско-сириската граница. Русија во средата објави сателитски снимки кои ги смета за доказ за шверцот со нафта во кој според Москва лично се вмешани турскиот председател Реджеп Ердоган и неговото потесно семејство. Соединетите Американски држави вчера признаа дека одредени количества нафта нелегално биле префрлени, но истакнаа дека не станувало збор за големи количества. Последната информација за ситуацијата во Сирија според руски медиуми кои се повикуваат на сиријски извори е дека страф и ужас владее во редовите на Исламска држава поради загубите од воздушните напади во Сирија. Терористите се демотивирани и одбиваат борба. Според податоците на сириските војници во многу групи, ако се исклучи основното јадро на Исламска држава, 80% од борците се подготвени да го прекинат отпорот и да го предадат своето оружје. Пречката пред нив се стравот од расправа од страна на нивните команданти, кои се подготвени да ги екзекутираат оние кои одбиваат да ги исполнат поставените задачи. По одигрувањето на 10-тото коло во групата Б од Лигата на шампионите, ракометарите на Вардар заменуваат на двомесечна пауза и со 12 бода на салдото. До одигрување на последните 4 надпревари, Вардар ќе биде на петата позиција со 3 бода помалку од лидерот Барселона. Ракометарите на Вардар во спортскиот центар Јане Сандански со убедливи 34-24 го победија Колдинг и му се реваншираа за поразот во Данска. Воедно Вардарци ја прекинаа серијата од 3 загубени надпревари во низа. Во Б групата сега е вистинска мешаница, каде сите екипи имаат реални шанси да бидат што е можно погоре на табелата. Она што на Вардар не и успеа за малку во Барселона, сега го направи Киелце, чии ракометари го победија европскиот првак со 33-31. На победата се радуваше и Пик Сегет на средбата со Рајан Некар со 30-24. Инаку првопласираниот тим од групата ќе игра директно во четвртфиналето на Лигата на шампионите, а оние што се пласирани од второто до 6-тото место ќе играат во осми на финалето против ривали од другата А група и плюс двата најдобри тима од послабите С и Д групи во Лигата на шампионите. Колот првата лига за од екипата на Сушево и во моментот се на последната позиција на табелата. Во шампионатот за жени пак, Јанта Волеј продолжува со супериорноста. Петата победа ја забележа против екипата на Македонија Макс со 3:1. На второто место Ината му е Работнички, кој овој викенд славеше на гостување против Шкендија со 0:3. Додека пак Универзитетскиот клуб Гоце Делчев во спортската сала Јордан Мијалков загуби од Бамикор со 1:3. Бидете со нас и во Дневникот во 16:30. До тогаш останете со нашата програма. Пријатен ден!